Го следите пладневното информативно издание на 1 ТВ. Добар ден. Утрово во 7 часот се отворија гласачките места низ државата за 6-тите председателски избори. Во трка се тројца кандидати. Право на глас имаат 1.808.131 граѓанин на 3.480 избирачки места. Гласачките места ќе се затворат во 19 часот. Според податоците на Државната изборна комисија кои ги соопшти на првата пресконференција, на 2 гласачки места се забележани проблеми при отворањето. Едното е во Боговиње, каде почетокот на гласањето доснеше 1 час. На едно гласачко место во Студеничани пак гласањето денеска нема да се одржи, бидејќи се уште не е започнато, а почетокот доцни повеќе од 3 часа. Вкупен број на избирачи кои гласале во овие избирачки места од кои се пристигнати податоци се 80.569, односно 6,05%. Во однос на општините кои имаат највисока излезност, би ги издвоиле Прилеп со 11,05%, Свети Николе 11,48%, Пехчево 10,22%, Новаци 10,63%, Демир Хисар 10,12%, Македонски Брод 10,11%. Во однос на општините со најниска излезност до 10 часот, Боговиње 1,79%, Липково 0,97%, Долнени 1,85%, Желино 1,82%, Пласница 1,58%. Во овој процес гласачите имаат право на 2 вида приговори. И тоа приговор за заштита на личното избирачко право и приговор за постапката на гласање и сумирање на резултатите. Според информациите од наблюдувачите и регионалните координатори, отворени се сите гласачки места на кои МОСТ има распоредено своји наблюдувачи, освен гласачкото место 2344 во општина Студеничани. Останатите наблюдувачи се на избирачките места и досега не забележале проблеми при наблюдувањето на процесот, соопштија од граѓанската асоциација МОСТ. Гласачкото место 2344, како што кажав, не се отвори за гласање до 10 часот и во согласно со одредбите од изборниот законник, гласањето на ова место денес нема да продолжи. На гласачкото место 0531 во село Здуње, општина Гостивар, член на избирачкиот одбор откинал 3 ливчиња од кочанот, заедно со серискиот број, и истите биле искористени за гласање. Била повикана општинската изборна комисија и бил направен записник, а гласањето продолжило. Што се однесува до одзивот на гласачите, кој што е добиен во согласно со ПИВИТ програмата, која што представува математичко-статистичко научен метод, одзивот на гласачите до 9 часот е 3,7%, додека до 10 часот е 6,6%. Министерството за внатрешни работи денеска информираше дека се подготвени за фер, мирни и безбедни избори и потврдија дека досега е регистриран еден инцидент во општина Аеродром. Според нивните информации, приведено е едно лице кое го фотографирало гласачкото ливче. Настанот се случил на избирачкото место во детската градинка Срничка. Заедно со председателските избори денеска се одржуваат и предвремени локални избори за градоначалници на Охрид, Ново село и Дебар. Според заклучениот избирачки список на Државната изборна комисија, за предвремените локални избори во Охрид право на глас имаат 52.303 граѓани, во Дебар 18.625 и во Ново село 11.365 граѓани. Во трите општини избирачот покрај ливчето за председател добива и едно ливче само
за избор на градоначалник со оглед дека советите се конституирани на редовните локални избори. За гласањето на локалните избори избирачот се потпишува во изводот од избирачкиот список наменет за локалните избори. Во општините Охрид и Дебар изборите за градоначалник се распишани поради ненадејна смрт на градоначалниците Јован Стојановски и Ружди Љата, а во Ново село ќе се избира нов градоначалник бидејќи поранешниот си поднесе оставка. 5 кандидати поднеле кандидатури за предвремените избори за градоначалник на Охрид, а по 2 за градоначалници на Ново село и Дебар. Вториот круг на предвремените локални избори за овие 3 општини ќе се одржи заедно со претседателските на 5 мај. Екипите на 1ТВ од раните утрински часови се на терен со цел навремено да ви ги пренесеме сите информации поврзани со процесот на денешното гласање за избор на претседател. Колешката Андреја Чобанова во овие вести линковски ја вклучуваме од избирачкото место во основното училиште Коле Неделковски во општина Центар. Андреја, како тече избирачкиот процес во ова избирачко место? Да, Александар, оно што може да го забележат и гледачите на 1ТВ, токму тука до 12 часот може да се забележи дека има зголемен број на граѓани кои што денеска го стваруваат своето право на глас за избор на 5-тиот претседател на Република Северна Македонија на 6-тите одржани претседателски избори. Од претседателите на избирачкото место, на гласачките места велат дека Државната изборна комисија навремено ги има доставено материјалите за почеток на денешниот ден. Отворени се гласачките кутии во точно 7 часот, па се до 19 часот. Претходно, она што го напоменавме дека излезноста тука според претседателите на овие гласачки места надминува над 6%, а право на глас тука остваруваат околу 6000 гласачи. Прашавме и дел од граѓаните за тоа како очекуваат да помине денешниот изборен ден и што очекуваат од идниот претседател, а во продолжение предлагам да ги слушнеме и нивните изјави. Што може да се очекува? Секој сака убаво. Како очекувате да помине денешниот ден мирен? Мирно и достоинствено. Се најдобро. Како очекувате да помине денешниот ден? Па се надевам супер. Го остваривте, гласавте, го остваривте своето право? Го остварив. Па да не биде како сегашниот. И подобро. Кажете ми како очекувате да помине денешниот избирачки ден? Па јас мислам ќе помине добро. Го остваривте своето право на глас? Сигурно. Што очекувате од идниот претседател? Што очекуваме? Нешто подобро. Дали како очекувате да помине денешниот ден? Мирно е, како што се гледа. Чим нема гужва. Го остваривте своето право? Да. Очекуваме подобро да видиме претседателска работа ограничена. Толку. Како очекувате да помине изборниот ден? Мирно и убаво. Дали го остваривте своето право на глас? Да. Да. Вие што очекувате од идниот претседател? Мислам дека ќе биде се најубаво и секој ќе си го даде својот глас. Како очекувате да помине денешниот изборен Мислам ден? дека ќе биде мирно, пошто ја прв пат доаѓам овдека, порано во Сингириш гласав и колку што гледам многу е мирно, ти е милина да гласаш. Да, Александар, тоа бе дел од изјавите од граѓаните за тоа што очекуваат, она што можеме да го потврдиме и од информациите на претседателите кои што се од овие гласачки места потврдуваат дека од 7 часот кога се отворени сите гласачки кутии па се до 12 часот тука гласањето се одвива во мирна атмосфера без досега никакви проблеми. Остануваме на терен да следиме секако ситуацијата за тоа како денеска се гласа во Скопје. Александар, Ти благодарам за вклучувањето во ова информативно издание. Гласањето за избор на претседател на државата се спроведува од страна на 80 општински комисии на 3480 избирачки места. Претседателот на Државната изборна комисија пред избирачкиот процес порача на изборите да победи подобриот и кажа дека за спроведување на изборниот процес од буџетот на државата одвоени се 299 милиони денари. Според него, досега се одвива според предвидениот план за искористување на одвоените средства и изрази надеж дека доколку рационално се трошат, можно е да бидат потрошени и помалку од предвидените.
Ги мониторираат голем број наблюдувачи како домашни, така и од странство. Тие на терен будно ќе го следат гласањето, можностите за какви било изборни нерегуларности, а дополнително ќе ја нагледуваат и работата на општинските изборни комисии, како и работата на Државната изборна комисија. Изборниот процес го следат 3094 домашни и 419 странски наблюдувачи. Најмногу домашни наблюдувачи има невладината организација МОСТ, вкупно 1940. По бројност од домашните наблюдувачи зад МОСТ е Сдруженијето за афирмација на хумани вредности и младинска интеграција, МАК Сонце, која учествува со 583 наблюдувачи. Ова здружение првпат се појави за референдумот 2018 со 119 наблюдувачи. Трето, според бројот на наблюдувачи, е Сдруженијето на граѓани за развој и промоција на туризмот, Одржлив развој и човекови права Аксиос со 329 наблюдувачи. На листата на акредитирани е Сдруженијето на граѓани Цивил, Центар за слобода со 160 наблюдувачи, но и Светскиот македонски конгрес Скопје со 59 наблюдувачи. Во мониторингот се вклучува и Кумановското здружение Инклузива со 44 наблюдувачи, од кои 40 се лица со попреченост. ОПСЕ ОДИХР има пријавено 195 наблюдувачи и 187 преведувачи. Парламентарното собрание на ОПСЕ пак ќе има двајца своји наблюдувачи, а Парламентарното собрание на Советот на Европа 12. Од амбасадорите, најмногу акредитирани наблюдувачи има Американската амбасада, 42 и 63 преведувачи. Руската амбасада има 4 наблюдувачи, унгарската младинска политичка организација Фиделитас 6 наблюдувачи. За следење на изборите се акредитирани и 13 странски новинари. Утринава во дел од медиумите излезе информација дека украдена е дата базата на единствениот избирачки список и информациите од истата се продаваат на руски хакерски сајт. Во пораката стои дека во позадина стои пакистански хакер кој успеал информациите да ги симне од сајтот избирачкисписок.gov.mk и дека истата содржи повеќе од 1 милион запишани имиња. Еден ТВ за ваквите засега шпекулации вели дека нема информации, но дека истите ќе ги истражи и ќе излезе со соопштение по однос на овој случај. Ваквата информација како прашање беше поставена и на пресконференцијата на Државната изборна комисија, на која портпаролката на ДИК Љупка Гугучевска ги демантираше ваквите наводи. Според неа, избирачкиот список е заштитен со посебна безбедносна платформа. Одделенија за управни работи ќе работат и денеска, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Сите барања за издавање лична карта по законски спроведена постапка, а кои се поднесени заклучно со вчерашниот ден, ќе се одобруваат итно во сите регионални одделенија за управни работи при Министерството за внатрешни работи, и тоа само доколку подносителот не поседува биометриска патна исправа. На денот на председателските и локалните избори, одделенијата за управни работи ќе работат само за издавање на лични карти. Истото ќе важи и за вториот изборен круг, соопштуваат од МВР. Во канцеларијата на Народниот правобранител за време на одржувањето на првиот круг од председателските избори и предвремените избори за градоначалник на општините Охрид, Дебар и Новосело, во периодот од 7 до 19 часот ќе функционира бесплатна телефонска линија 0800 54321, на која граѓаните ќе можат да пријават каква било повреда на избирачкото право. Оттаму додаваат дека за граѓаните отворени ќе бидат сите канцеларии што ги имаат во градовите Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Струмица, Тетово и во Штип, со цел да им се помогне во остварувањето и заштитата на нивните избирачки права. Од канцеларијата на Народниот правобранител велат правата на граѓаните ќе ги штитат со преземање итни мерки за ефективно постапување од страна на надлежните органи во изборниот процес и другите институции кои се должни да им обезбедат заштита на нивните загарантирани права. Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија ги известува граѓаните дека денеска канцеларијата на комитетот ќе биде отворена во текот на целиот ден со цел да им овозможи на граѓаните да пријават повреда на избирачкото право за време на председателските избори. Комитетот ги охрабрува сите граѓани кои сметаат дека нивното избирачко право е повредено да го пријават случајот во канцеларијата на комитетот, која се наоѓа на улицата Наум Наумовски Борче број 83 во Скопје. Доколку граѓаните не се во можност да дојдат
дојдат до просториите, случаите на повреда на избирачкото право можат да го пријават и преку телефонскиот број 02 31 19 073. Граѓаните можат да ги поднесат пријавите наведувајќи ги своите лични податоци или анонимно. Сите пријави до комитетот ќе бидат дополнително истражени со цел да се верификува нивната веродостојност. И Центарот за слобода цивил ги повика сите граѓани да пријавуваат изборни нерегуларности од секаков вид: притисоци, закани уцени, корупција, подкуп, злоупотреба на јавни ресурси и службена положба, кршење на изборниот молк, незаконито работење на изборната администрација, агитација и пропаганда, говор на омраза, лажни вести, проблеми со избирачкиот список, односно се што граѓаните сметаат дека не е во согласност со нивното сваќање за слободни, фер и демократски избори. Во текот на вчерашниот ден на претседателските избори, својот глас го дадоа македонските државјани кои се во странство, болните и немоќни лица, лицата во казнено-поправните установи, како и лицата кои издржуваат мерка куќен притвор. Според податоците кои ги објави Државната изборна комисија, на вчерашното гласање своето право го искористиле 38,51% на гласачите во странство. Во затворите гласале 55%. Од 3539 граѓани кои се пријавиле како болни или немоќни и 12 кои се во куќен притвор, своето граѓанско право го искористиле 3064 лица кои се пријавиле како болни или немоќни и 7 лица кои издржуваат мерка куќен притвор. Најголема излезност до 18:30 часот вчера имаше во дипломатско-конзуларните представништва во Берлин, Букурешт, Загреб, Сараево и Хаг, додека најмала излезност била забележана во Венеција, Копенхаген и Абу Даби. На 32 гласачки места во конзуларно-дипломатските представништва на земјава се пријавиле 1781 гласач. Од Државната изборна комисија кажа дека во затворите, каде што со право на глас се 1640 лица, гласањето поминало без проблеми, а излезноста до 18:30 часот изнесувала 55%. Кои се надлежностите на шефот на државата? Колку трае неговиот мандат? Како се избира? На овие прашања истражуваше колешката Лепа Џундева. Да го погледнеме материјалот кој што ни го подготви. Шефот на државата го изразува државното единство и е представник на земјата на меѓународната политичка сцена. Се избира на општи избори со тајно гласање, а неговиот мандат трае 5 години. Председателот на државата е тој кој го определува мандаторот на владата, поставува и отповикува амбасадори и пратеници во странство. Тој исклучува меѓународни договори, доделува признанија и дава помилувања. Во негова надлежност е и да предложи по двајца судии на Уставниот суд и Судскиот совет. Негов предлог е и гувернерот на Народната банка. Указот за прогласување на законите го подпишуваат тој и председателот на собранието. Шефот на државата учествува и во работата на законодавниот дом, но нема право на одлучување. Во случај на спреченост го заменува првиот човек на парламентот. Покрај ова, тој е врховен командант на вооружените сили, го повикува и разрешува началникот на генералштабот на Арама и останатите генерали во армијата. Според уставот, председателот се бира во последните 60 дена од мандатот на претходниот председател. Изборната кампања на кандидатите трае 20 дена и завршува со почетокот на предизборниот молк. Доколку во првиот круг ниту еден кандидат не го добија потребното мнозинство гласови, во вториот круг се гласаат двајцата кандидати кои претходно добиле најмногу гласови. Вториот круг на гласањето е 14 дена по завршувањето на првиот круг. Победник е оној кандидат кој ќе добие мнозинство гласови од избирачите кои гласале, но под услов на гласањето да имаат излезено најмалку 40% од запишаните избирачи. Тоа е потребниот цензус. Во случај да нема доволно гласачи на изборите, постојат две опции. Првата е председателот да се избере без потребно мнозинство, а втората да биде избран од собранието. Но за ова се потребни уставни измени. По изгласувањето на Декларацијата за сувереност на државата на 25 јануари 1991 година, Киро Глигоров бил избран за прв председател на самостојна и суверена Република Македонија од страна на Собранието на Република Македонија на 27 јануари 1991 година. На општите председателски избори со мнозинство гласови повторно бил избран за председател на Републиката на 16 октомври 1994 година. Во 1999 година
година по вторите претседателски избори на местото на Глигоров дојде Борис Трајковски, а на третите непосредни претседателски избори во 2004 година за претседател беше избран Бранко Црвенковски. На претседателските избори во 2009 и во 2014 година победник беше Ѓорѓе Иванов, кој се уште е актуелен претседател на државата. Иванов нема право да се кандидира поради уставното ограничување од најмногу 2 претседателски мандата. Претседателскиот мандат трае 5 години. Две лица загинаа во авионска несреќа во Бугарија. Најмалку 50 загинати и 200 ранети при серија експлозии на Шри-Ланка. Втор круг од претседателските избори во Украина. Втор ден од референдумот за уставните амандмани во Египет. Во продолжение неколку вести од светот. Пилот и патник на мал приватен авион вчера загинаа кога леталото се урна во јужниот дел на Бугарија. Шефот на полицијата во Пловдив, Атанас Силков, изјави дека авионот Зодиак со 2 седишта бил на промотивна тура, а за време на летот едното крило се одвоило при што авионот се урнал во близина на стадионот во село Ризар, каде имало надпревар. Ова е втор пат од почетокот на април да се урне бугарски авион. На 2 април при пат на авионот од типот Цесна кај Солунска глава загинаа 4 бугарски државјани. Најмалку 50 лица загинаа, а над 200 други се ранети при неколку експлозии во цркви и 3 хотели на Шри-Ланка, јави ДПА. Според полициски извори, речиси истовремено одекнале експлозии за време на великденските миси во католичките цркви и во 3 хотели со 5 звезди во Коломбо. За сега никој не презеде одговорност за експлозиите. Ова е прв сериозен бомбашки напад во Шри-Ланка од завршувањето на конфликтот меѓу властите во Коломбо и сепаратистичката група Ослободителни тигри на Тамил Елам. Околу 34,5 милиони граѓани со право на глас денеска ќе треба да го изберат 6-тиот претседател на Украина. Украинците избираат помеѓу актуелниот шеф на државата Петро Порошенко и комичарот Володомир Зеленски. Во првиот круг од претседателските избори, на кои имаше 39 кандидати, за Зеленски се изјаснија на 30% од излезените гласачи, додека за Порошенко гласаа нешто помалку од 16%. Во Украина живеат околу 42 милиони луѓе, но според последната анкета на Галуп, само 9% од граѓаните изјавиле дека имаат доверба во владата. Украина е една од најсиромашните земји во Европа. Зеленски го искористи антивладиното расположение на украинците, а водејќи необична кампања со комичарски настапи и преку социјалните мрежи, каде има милион следачи, е фаворит на изборите. Порошенко е 5-тиот претседател на Украина, познат по прекарот Кралот на чоколадите. Тој е собственик на најголемата фабрика за кондиторски производи во Украина, поседува телевизија и бродоградилиште и е поврзан со автомобилската индустрија. Порошенко во 2014 година со 54,7% од гласовите беше избран за претседател на Украина. За време на претседателскиот мандат на Порошенко украинците добија безвизен режим со Европската Унија, а спроведени се и одредени реформи. Тој помогна во воспоставувањето на Украинската православна црква и успешно лобираше на Запад за останување во сила на санкциите за Русија. Над 60 милиони граѓани на Египет со право на глас денеска втор пат поред гласаат на тридневниот референдум за уставни амандмани, со кој треба да му се продолжи мандатот на актуелниот египетски претседател Абдел Фатах Ал-Сиси. Покрај ова, со амандманите на уставот на шефот на државата ќе му се овозможи да ги именува членовите на Врховниот суд на Египет, ќе биде формиран горен дом на парламентот и војните судови ќе добијат поголеми надлежности да им судат на цивили. Одлуката за распишување на референдумот беше донесена по гласање во египетскиот парламент, каде големо мнозинство од 531 од вкупно 554 пратеници усвоија низа уставни амандмани. Уставот во 2014 година дозволува само 2 последователни претседателски мандати во траење од по 4 години. Со предложените промени се овозможува продолжување на вториот мандат на Ал-Сиси од 4 на 6 години, кој би завршил во 2024 година. Тогаш претседателот би можел да се кандидира за трет 6-годишен мандат, што би му возможело да остане на власт до 2030 година. За да стапат во сила амандманите, мора да добие мнозинска поддршка на референдумот. Во продолжение минути за вестите од спортот. Јувентус со рекордно остварување во Италија. Алегри презадоволен од успехот. Дел од шпекулациите демантирани. Португалецот и аргентинецот во следната сезона ќе бидат дел од составот на